Незапамтена трагедија се случи синоќа во Кочанско Спанчево. Околу 22 часот и 30 минути, таткото Душко М, стар 59 години, со секира си го убил единствениот 37 годишен син Драганчо М. Се започнало откако од селската продавница Драганчо дома се вратил пијан. Дома се скарал со татко му околу купениот трактор и вчера купената фреза. Расправијата не траела долго, но била жестока пошто татко му излегол од дома. Се вратил за 15 минути кога сопругата Душка ја затекнал онесвестена. Во миг помислил дека синот ја убил мајка си пошто ја зел секирата и со 2 удари во главата го убил синот. Иако направил злочин за паметење, Душко не заминал веднаш во полиција. Спокојно легнал, одспал, па дури потоа, денес, отишол во полицијата. 59 годишниот ДМ од село Спанчево, општина Чешиново, Облешево, пријавил дека на 8.4.2014 година со секира го удрил во пределот на глава неговиот син, 37 годишниот Драганчо М, од кој удар починал. Но страшната вест селото ја дознало утринава околу 6:30. Ја отрча да видам што е работа, кој иду да видам. Он лежи на кревето како што си дојдел синоќи, не е ни се облечен у пиџаме, ништо немаше се околу него. Грозно со секира 2 пати позади, тука ушто му беше пресечено од еден удар со ушето, кад мал дел од ушто пресечено, а втори удел со сечилото на секирата исто и густа крв на патосо, дзидо целиот беше со крв и така. Грозно, погрозно нешто не сам видел ни на стока, така рече. Но дека сторителите на злосторства многу често се непредвидливи, се потврди и овој пат. Татко беше многу пролечен човек, он дори ни село ретко и да го видиш. Там крави чуват изгледа, тера кравите на пасење. Не знам, изненадувам тај човек татко тоа да го направил сега. Поради шо е, не знам. Идентичен опис неговите соселани даваат и за Драганчо. Знаел да се поднапие, но не и да прави проблеми. Многу мирно. Не е женето. Дето беше прва лига. Земја си не купи дето. Зема и други ниви работе наполе, да изненадува пред 3-4 дена. Купи си и трактор. По денешното, ова е втора убиство во Спанчево во последните 3 месеци. Тогаш, со механичарски клуч беше убиен 23 годишниот Даниел.